Од 2008 година Донски го објави романот Обединувањето на Македонија, во кој на фиктивен начин се предпоставени идни реално остварливи настани кои можат да доведат до обединување на Македонија. За време на представувањето на оваа книга во емисијата на познатиот македонски новинар Миленко Неделковски се случи мал инцидент налик на познатиот инцидент со Орсон Велс. Миленко прочита извадок од романот и тоа токму местото во кое во божемна војна меѓу Македонија и Грција грчки авиони ја бомбардираат касарната во Битола. Но Миленко не кажа веднаш дека тоа е дел од роман, туку истото го најави како ненадејна вест. Ваквиот потек предизвика вознемиреност дури и кај највисоките кругови на државата, иако по само неколку минути новинарот објасни дека тоа е само дел од книга. Ова е невообичаено. Момент. Фала. Ова вестите веројатно колегите ги од дневникот се отидени. Морам да го прочитам ова. Грчката авиација ја бомбардираше Република Македонија. Пред неколку минути 7 грчки борбени авиони извршија напад против Република Македонија. Прво е бомбардирана касарната Стив Наумов во Битола, каде загина 9 македонски војници. Македонската противвоздушна одбрана не успеала да реагира. Во битолската касарна 3 проектили паднале на пистата, 2 проектили го погодиле магазинот со оружје, пошто дошло до експлозија, овде загинале 9 војници. Тоа е најновата вест. Господ нека ни е на помош. Земја Александрова. Историја. Добро вечер, сега уште еднаш. Се надевам дека ова грчката авиација ја бомбардираше Република Македонија. Не ја свативте премногу сериозно. Имено, не плашете се, ова не е вест, не е вистинска барем. Тоа е извадок од најновиот роман на мојот драг пријател Александар Донски, кој се вика Обединувањето на Македонија. И овој возбудлив трилер никого нема да остави равнодушен, бидејќи врз основа на реални предпоставки авторот нуди своји видувања за идните политички, значи не за вечерва, идните политички настани, и таа е таква книга која овдека има најразлични македонски тајни организации, па војни, па кој каде војската грчка, кај дела македонската, во основа се работи за роман и се надевам дека не премногу почетоков на емисијата не го разбравте премногу сериозно, бидејќи се работи за фикција, за роман. Овој возбудлив роман завршува со обединување на Македонија, при што егејскиот дел на Македонија е ослободен со заедничка акција на армијата на САД и македонската армија. Рецензент на овој роман е магистар Гордица Величковска. Дали може ова да стане, например, реално? На ова прашање не можам да одговорам, иако јас се трудев да го убедам читателот дека може. Во 2008 година Александар Донски смислува нов оригинален начин за напад против грчката пропаганда. Тој смета на фактот дека голем број грци се религиозни и суеверни. Во јули истата година оди во посета на еден од најпознатите американски јасновидци, Стив Херман, во неговата резиденција во малото градче Алачуа на Флорида.
Наредниот прилог ја содржи можеби најексклузивната изјава во телевизиската историја. Технички имаме изјава на мртов човек, но не на кој било, туку на Александар Македонски. Се разбира пренесена преку парапсихолог медиум, и тоа не кој било, туку американецот Стив Херман, еден од 10 најпознати медиуми во светот. Духот на Александар Македонски се појавил додека кај Херман на сеанса беше штипскиот историчар Александар Донски. Царот преку медиумот Херман рекол: "Чувствувам интерес за јазикот и начинот на кој пишувате. Јас не одев до Персија да водам војна. Јас сум пред се заради културата. Сакам да знам за вашата лингвистика. Не треба да војуваме, туку да создаваме пријателства меѓу народите и да ги доближиме гледиштата", рекол ни помалку ни повеќе Александар Македонски преку визијата на парапсихологот Стив Херман. Ова е Стив Херман, еден од 10 најпознати медиуми во светот. За средба луѓето чекаат и повеќе од една година. Благодарение на Майкл Брекстон, Марија Кокубајска и штипскиот бизнисмен Слави Ивановски, историчарот Александар Донски имаше среќа лани летото да разговара со него. Херман не е спиритуалист, односно тој не се занимава со повикување на духови и слично, туку тој едноставно за себе тврди дека вели кога некој застане до мене, јас имам дарба да ги гледам неговите блиски умрени. Во сеанса која трајала повеќе од 1 час, која Донски ја снимал на видеокасета, непознатиот американски јасновидец во детали му го образложил семејното стебло со како што тврди воспоставување на контакт со душите на покојните негови предци. Во еден миг тој кажа дека чувствува вибрација од еден познат и славен цар и почна да зборува некои информации што нападно асоцираат на Александар Велики и што може да ги знае само познавач на ликот негов. Чувствувам, тој е тука. Личноста е младолика, со цврст израз на лицето, славна е. Стои до нас, од мојата десна страна. Има голема наметка од лавовска кожа и сака нешто да ни соопшти. Прекинувајќи го за момент откривањето детали од животот на историчарот, Херман директно ја пренел пораката од големиот антички цар. Чувствувам потреба од разговор, да зборуваме за Персија, за културите, за сите работи овде. Јас стигнав до тука, но сакав да одам уште подалеку. Чувствувам интерес за јазикот и за начинот на кој пишувате и за писменоста кај вас. Јас не одев за да водам војна. Јас сум пред вас заради култура, сакам да знам за вашата лингвистика. Не треба да војуваме. Треба да создаваме пријателства среде народите, да ги доближиме гледиштата. Печатоците од средбата Донски и деновиве ја преточи во книга. Со диплома од Универзитетот во Вирџинија, директорски функции на клиниката за духовно здравје во Нов Зеланд и одделот за хипнотерапија во Амхерст, Масачусетс, во домот на 44 годишниот јасновидец во Алачуа, Флорида, помош побарале и бараат обични луѓе, политичари како Ал Гор, а постојани гости се и Кристина Агилера, Дженифер Лопес, Кортни Кокс, актерите Дон Џонсон, Елен Деџенерис. Книгата "Американски јасновидец во контакт со духот на Александар Македонски" ги разбранува грчките шовинисти, па мнозина од нив се јавувале и кај Стив Херман. Но залудно. Во 2009 година неколку стотици прогречки настроени професори во светот испратија писмо со прогречка содржина до председателот на САД Барак Обама. Александар Донски беше единствениот историчар од Македонија кој подготви и објави одговор на ова писмо. Во одговорот објавен на македонски и на англиски, испратен до председателот Обама и до бројни американски политичари и професори, но и до сите прогречки подписници на писмото, Донски буквално ги десеткува прогречките наводни аргументи. Својот одговор Донски го објавува и на интернет и го остава достапен за слободно читање, па истиот веќе е прегледан од илјадници читатели широм светот. Ова е мојот одговор на тоа писмо, затоа што писмото содржи многу грешки. Например, пишува дека Југославија била формирана во 19 век, па ја им напишав да ги прашат своите ученици во средна школа кога е формирана Југославија. И така.
Во својот одговор, Донски аргументирано и со помош на историски цитати, аргументите во писмото ги побива. Книгата веќе е достапна на англиски јазик и интерес за неа има. Очекувам ефект затоа што уште сега, кога ја најавив ја мојата книга на интернет, веќе почнав да добивам писма од заинтересирани луѓе, тоа странци, меѓу кои дури и грци, да ја набават да ја прочитаат. А секој аргумент во книгата е апсолутно стојам зад него, затоа што е цитиран од релевантна литература. Во 2010 година Донски ја објави книгата Старогречки и други антички сведоштва за посебноста на античките македонци. И оваа книга објавена на македонски на англиски и во неа Донски представува цитати од над 50 антички автори кои сосема јасно сведочеле дека античките македонци не биле никакви грци, туку посебен народ со сопствена култура и идентитет. Во 2013-та Донски ја објавува книгата за братските историски врски помеѓу македонците и евреите, наменета за највлијателните евреи и еврејски организации во светот.